Вега, друштвото за сметководствени и консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга во поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Целиот свет ќе застане зад нас ако почувствуваат дека ние вистински знаеме кој сме и што сме. Кога ќе му речеме на американецот или на британецот или на европеанецот или на кој да е, who are you to tell me what I am? I am a Macedonian. Точка. Ќе почнам со тоа што ќе го парафразирам дедови Нестор, по кого што сум крстен. И мислам дека е тоа една алегорија која што тој ме научи уште од малена. Тој велеше вака: биле мое, каде и да го фрлиш петелот и му на темните замери, тој пак ќе закуика наутро. Кој изјава сонцето. Ето оттаму се моите корени. Моите корени се длабоки, ја би рекол подлабоки и од вечноста, подлабоки и од свеста, со која што битисувам 77 години. А биографски јас сум роден во Скопје, во овој град, во Девармао, во тогашната општина Идадија, некаде навечер, 5 по сатот во една голема зима на 3 февруари 47 година. Меѓутоа, моето детство го помина во Гостивар, каде што моето семејство, татко ми, мајка ми, дедо ми, имаја трговски дуќани, имаја нивје, имаја куќи. И моето првите спомени што ги имам јас се врзани, да речам, интересно, може би романтично ќе ви звучам, за раката на дедо ми Нестора, кој што секое утро доаѓаше каде мене во мојата спална. Ќе ме ставеше неговата голема рака како лопата на обрезот, додека јас спиев. Ќе го помирисав мирисот на земјата, на пресната земја, која што тој ја веќе имаше работено во овчето. И ќе ми речеше: ајде, биле, да одиме на него. Ќе станев, ќе се облече и ќе одам. Значи, мојата врска со Македонија е преку земјата. А ангелот, кој што ме поврзе со него повеќе од сите, дури од татко ми и од мајка ми, мојот дедо Нестор, за кого што и ден денес имам прекрасни спомени и голема почит. И ќе речам нешто што може би ќе ви звучи малку необично, меѓутоа треба да го знаат сите македонци. Јас како македонец и сите ние како македонци сме поврзани со митот, македонскиот мит за богот Антеи, кој што е син на мајката Геа, кој што ја влече својата преисконска сила и енергија од земјата. И ако го оттуѓиш од неа, ако го откорениш од неа, тој пополека ја губи енергијата и исчезнува. Тоа нам се случува со години и со генерации веќе. И јас мислам дека време е кога треба сите ние како македонци да го разбудиме во нас Херакле, борецот, за да можеме да ја вратиме назад таа врска, таа преисконска врска што не држи со земјата. Затоа што она што ни се случуваше за времето на комунистичката партија, иселувањето на македонците од селото, убивањето и урувањето на селото, го оттуѓа македонецот од она што е. Македонецот по природа е земјоделец.
селанин, не селанец, селанин, затоа што е врзан за земјата и како што вели во нејзината книга Black Lamb, Grey Falcon, црно јагне, сив сокол, една прекрасна британска новинарка Ребека Уест. Македонците се врзани за земјата, тие се благородниците, аристократите на својата земја, на својата почва. Јас имам двосмислени чувства за мојата генерација, бидејќи, како што знаеме историски, тоа беше генерација на Македонија во рамките на Југославија, таа социјалистичка федеративна Југославија, која што под режимот на Комунистичката партија си имаше своја собствена идеологија, која што ни беше диктирана и во училиштето. Така да, секој утро кога почнав да одам на школа и отидов на 5 години, па ме вратија назад, затоа што бев премногу млад, па потоа на 6-та година почнав, секој утро ја почнуваме наставата со за татковината со Тито напред. За татковината мене не ми пречеше. Меѓутоа ми пречеше со Тито, и ми пречеше тоа напред. Така да јас, секој ден кога ќе појдев дома, ќе му кажев тоа на дедо ми Нестора. И тој ќе ми речеше, абе бире моје, не се секирај. Кога сите викаат за татковината со Тито напред, ти викаш за татковината со Македонија напред. Така да, таа генерација, која што беше на еден начин индоктринирана. Некои велат со право, некои не е важно, сме били дел од таа држава тогаш. Јас ја познавам и другата страна од таа генерација, другото лице од таа генерација, а тоа беше генерација на млади деца кои што живеевме слободно. Каде што немаме телефони, каде што немаме компјутери, каде што немаме телевизии, имаме само понекој од нас радио. Тоа беше на генерација на луѓе кои што не се плашеа да излезат надвор на улици и да газат по прашината. И кога ќе заврнеше дожд, да ја мирисаат убавината на таа земја, тоа беше генерација која што кога ќе поминеше попот, трчавме по него за да му ја бакнеме раката. Тоа беше генерација која што со родителите, со дедовците и со бабите не носија еднаш неделно барем црква, за да ја слушаме исповеста на свештеникот, за да знаеме кој што што. И така ни се формираше нас, паралелно со таа држава комунистичка, која што беше атеистичка и која што забрани црквата, мене лично, а ќе речем и на голем дел од младите другари мои, кои што ден денес живеат се уште, иако многу се поумрени, нели? Имаме една чувство за тоа дека припажаме на нешто друго. Дека нашето место беше токму на таа почва, на таа земја, дека тоа беше нашата генерација, дека не беше во уставот, дека не беше во содржината на таа идеологија, туку беше во слободата, во она врска што ние ја имаме со мајката Геа, со мајката земја, да речам со мајката Македонија. Јас се формирав физички и психолошки на земјата. На реката Вардар научив да пливам, по ливадјето, по нивите, по нашата нива, каде што заедно со дедо ми Нестора, верувајте ми, сум учествувал во орање со плуг, со рало, со дрвено рало, со 2 вола, во копање, во жнеење. И се сеќавам како ден денес да е пред 70 години. Така, кога одеме нагумно да го вршиме житото, јас ќе легнев на сламата, нели? И погледот свртен кон звездите, тогаш не ги препознавав, ниту големата мечка, ниту пак знаев кои си тие созвездија.
Меѓутоа знаа дека тие звезди треперат со пулсот, со љубовта за ова што тие мене ми го дава. И оттаму јас ја влечев таа енергија. Ноќе. Се сеќавам многу добро кога со дедо ми сме се враќале ноќе, некаде во доцните сати во тоа време. 8 сатот кога немаше светла по улиците, однива. И кога одеме покрај бразди, каде што јас во мирот на течението на таа вода, ја гледав играта на месечината, на големата месечина. И ќе застанев, ќе му речем да ми застани, за да можам да ја фатам. И тој ќе ми речеше, бире мое, не посегнувај погрешката. Секогаш ќе дојде по тебе. Утре, кога ќе се разбудиш, посегнувај по сонцето, затоа што од него ќе имаш неголемата енергија. И кога растев ја токму со таа љубов. Јас пораснав во Гостивар, качувајќи се по дрва. Мојата физичка снага, јас ја добивав качувајќи се по дрва, заедно со некои мои другари. И на дрвото се чувствував најбезбеден, затоа што дрвото беше посредникот, агентот, ангелот, што ме повзуваше со коренот на земјата. И потоа преку неговите лисја, преку неговата прекрасна крушја, со негото и со Господа Бога. На 21 година отидов во војска, во Хрватска, 1 година. И таму имав сериозни проблеми со армијата. Бидејќи ме тера да ја пеам песната Друже Тито, ти се колнеме и така натаму, и да ја носам петокраката, а јас бев воспитан во семејство на националисти, и татко ми, и мајка ми, а посебно дедо ми. Да си ја сакам Македонија. И јас честопати се бунтував против тоа и капата ќе ја фрлев на земја. И затоа поминав од 12 месеци, при 4 месеци во затвор. Токму затоа што не сакав да зборувам српски, токму затоа што не сакав да ја пеам химната на Тито. Меѓутоа, кога се вратив назад, јас сватив дека мојата љубов за Македонија не може да расте, не може да еволуира ако јас останам во едно општество кое што за мене не беше природно. Јас бев привушен, како македонец, нека ми простат сите наши македонци и македонки и тука и во светот, кои што ја сакаат таа земја и кои што мислеа дека се живееше порано, можеби да економски. Меѓутоа, за мене воспитан во духот на чистото македонско национално битие, јас се чувствував неисполнет. И затоа се решив да одам, јас побегнав од Македонија. Отидов во Австрија, во Виена, во еден договор за емигранти, каде што престојав отприлика 1 година, и потоа преку одредени цркви заминав за Њујорк, каде што немав никој да ме прифати, каде што морав да спијам на автобуски станици, на улици, по паркови, каде што морав да барам било каква мануелна, физичка работа, и ја најдов, ја наоѓав, бидејќи бев здрав, каде што чистев улици, чистев ножници. И сега кога се враќам назад, и пред да станам професор, пред да магистрирам и на докторски студии, и сега можеби тоа искуство ми е најубаво. Бидејќи тоа на еден начин мене се уште ме враќаше назад, на она примитивна мисла, дека се потекнува од земјата, дека ништо не се постигнува ако не вложиме труд, ако не вложиме љубов во нашата надградба. И потоа јас отидов на студии, завршив, како се вика тоа, BA degree факултет, и почнав со магистерски студии. Меѓутоа, некаде на 27 години, преди 50 и кусор години, беше веќе една зрелост каде мене. И јас почнав да чувствувам потреба да се вдомам некаде, да најдам некој што ќе биде дел од она што јас го посакувам. И секогаш знаев, не погрешиво, дека кога ќе дојде тоа време ќе се женам, ќе ја барам, односно ќе го барам дејчето, ние во Гостивар береме дејчето од мојата собствена
Македонија. Се вратив назад, откако завршив факултет со 73-та година и станав професор по англиски јазик и литература во Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ, која што за жал сега се уште. Има дел од неја, меѓутоа не постои, затоа што не постои нити образование. И таму на моите студенти кои што почнаа да ми се допаѓаат, мене и јас ними, им говорев за моите авантури во Америка, им говорев за Библијата за прв пат. И најдов на голема љубов и разбирање каде младите луѓе. Видов дека се тие жемни да учат нешто и тоа сватив дека не сум погрешил, што поведнав бидејќи тој систем не беше слободен, тој систем не ми ограничуваше рамката и кој што тие сакаа да се доживеат како македонци, како православни христијани. И за среќа, мојата денешна сопруга Милица Огинар беше во тоа време во Тетовската гимназија, бидејќи беше студирала магистратура во Сорбона во Париз, откако завршила на Скопскиот универзитет. И еден ден јас, бидејќи тогаш играв тенис и бе прилично популарен меѓу студентите, отидов на тениско игралиште да играм тенис. И додека студентите скандираа, додека јас играв со мојот противник, забележав една стамена, прекрасна фигура, воздевен фустан со долга руса коса на трибините. И целиот мој поглед беше свртен кон неа. А не го изгубив мечот со противникот. Меѓутоа, кога имав една прилика да се волам како да ја пристапам, топката ми отиде каде неа, слушајте ли мене. И јас ја зедов, ми ја ставив во раката и се поздравив со неа и реков јас сум Милица Огинар. Јас бев одвидена на прошетка со братучетка ми и се враќавме назад после едно известно време по истиот пат и слушаме гласови и мислиме дека има некој турнир на тениското игралиште. И се спуштаме доле, рековме, не е лошо да и ние да го видиме. И тогаш го гледам Нестор, како игра од другата страна на тениското игралиште и тој вели, дали сакате да играте? Викам, да, би сакале, ама немаме рекети, немаме реквизити за тоа. Не се секирајте, за 5 минути ќе бидам готов и тогаш ќе ви даеме шанса да играте. И само што седнавме со братучетка ми, да го гледаме, тој заврши. Дојде, ја подаде топката, јас сум Нестор Огинар, јас сум Милица Јовановска. И после тоа почна Париз, Њу Јорк, Сигмунд Фройд, Пруст, Македонија. Се беше и учениците формираа еден опчук у нас. И се што кажувавме вака, со отворени усни гледаа, и после сите заедно, кога завршивме, значи ова беше околу 5:30, околу 9 сатот откако си кажавме се еден за друг, а се рекоа ќе те попратиме зашто јас живеев на Борис Кидрич 80, а тоа беше близко до тениското игралиште, да. Ја, до тениското игралиште и дојдовме и пред куќата се поздравивме со тоа што рече, јас не знам француски, можеш ли да ми предаваш малку француски? Ја викам, па ја не знам англиски, може би профитирале еден од друг. И тогаш се договоривме утредента да се сретнеме и да почнеме со нашето дружење. Тоа беше љубов на прв поглед вистински. Прв пат сум сретнала некој што ми се чинеше, а дека ми го освои срцето. И утредента, кога се договоривме да се сретнеме во 5, врнеше дожд. Силен дожд. И јас си мислев, кој будова ќе излезе.
да се шета на ова време и си читав некоја книга и продолжив да читам и не отидов. Меѓутоа јас работев кај Душко Поповски за им ги учев Игор и Ирена, децата кои што зашто тој беше амбасадор неколку пати во Париз и да продолжат, а јас мислам кога завршив факултет, сакав малку пред да додека ја правев магистратурата да заработам пари. И така му се јавив и тој ми реше дека ме чекал. И утредента се договоривме да се сретнеме на ќошот од нашата улица, пак да се сретнеме, така и јас знаете како ти е жена да се дотераш малку повише и може би му закаснив, не знам колку, дали 10-15 минути. И закасни повеќе тамо, од 15 на ќошот, имаш еден камен тамо да седнеш, ама доаѓам до тамо и го нема. И си викам, јас ќе се вратам, овој не е дошол, не е сериозен. И после си помислив, па дај да појдам до крајот на улицата кон пазарот да водеше. И одам тамо, и имаше една огромна липа тамо. И туку наеднаш некој скока при мене, Како Тарзан. Тарзан. Дали Уайсмилер, Готовен, мислам, што може после тоа да се каже? Кој каже? Човеков бил сериозен, повише од сериозен. Дури сакаш и да ме уплаши. И до ден денес понекогаш не плаши со неговиот глас. Меѓутоа, што свативме ние после тоа е дека потекнуваме од исто село, дека дедо Нестор и дедо Мисо биле побратими, сваќаш, и дека јас сум го сретнала неговиот татко најден, сосема случајно одејќи на училиште, тамо во Лирија јас одејќи на училиште на 12 години имав, и го гледам човекот, ама татко му беше нешто како Мојсија, не знам, човек толку убав да, мислам, зашто јас ги знаев тетовчаните, нели? Не можев да го споредам со никој друг што сум видела. Се враќам дома и раскажувам на мајка ми. Сретнав еден човек, ама вистински го осветлуваше просторот. Толку беше убав. Тоа е стрикоти Наје, ми рече. Стрикоти Наје заради тоа што вие побратимиве си биле толку блиски, Мисо и дедо Мисо и дедо Нестор, што биле како роднини, нели, и мајка ми го знаеше и сето тоа. И така продолживме после со желбата и двајца, зашто јас морам да се вратам пак во Париз. Магистратура правев и тамо веќе ми беше се во тек, а тој правеше магистратура во Њу Йорк. Јас немав, мене ме пратија 2-3 пати додека студирав во Франција за да го усовршам јазикот. Јас немав зелена карта или она што е потребно, а Нестор веќе си имаше зелена карта. Јас и реков дека ќе се венчаме, меѓутоа и реков јас не сакам да останам во ова општество. И реков дека ќе се вратам назад затоа што сакам да ги довршам моите магистарски студии. И заминав. Не ми беше лесно, бидејќи повторно мора да почнувам од никаде. Па се враќав 2-3 пати дома и последниот пат кога се вратив и реков, сакаш да останам или да заминам па ти да дојдеш со мене? Да реши. Оди, јас ќе дојдам по тебе. И заедно со Филип, 18 годишно бебе, дојде таму и заедно ја родивме Пена, 18 месечно, се извинувам. Малку сум чувствителен, бидејќи за прв пат јас се враќам назад сега, во таа река на животот, во реката која што има и повраток, нели ја. И ние, како што тој, нели, ви кажа, решивме да се оцелиме, ама веќе Филип го имавме родено, после свадбата и сето тоа, така да тамо имавме во Њу Йорк една огромна креативност меѓу нас двајцата, си помагавме еден на друг
Малко ми пречеше што морав да ме ја чукам и неговата дисертација. Да. Зашто знаеш како викаше, јас ова машина ќе фрлам. Не знае да чукам, Не знаеше да тие чука. стари Меѓутоа машини. знае многу други работи, па Ја. нема проблем. И од таму почна целата наша афера. И таа трае се уште 47 години, оплодена и избогатена, со 3 деца, 2 сина и 1 ќерка, Филип, Пена и Роден, и со 7 внучиња, 6 женски и 7-то машко, и со надеж дека ќе ни се размножува фамилијата. Така. Оно што е најбитно, како што рекол јас и ова треба да го знаат. Јас немам ништо против било каков избор, нели? Секој индивидуалец, маж или жена, има право кога се одлучува за брак да одбере оној што мисли дека ќе биде најдобар. За мене условот беше примарен да биде македонка. Јас имав среќа што ја најдов Милица да биде македонка, ама вистинска македонка од корени, како што рече таа, кои што ми се многу заеднички. Меѓутоа, нас, покрај тоа што сме македонци, што не врзуваше се разбере и јазикот, не врзуваше и нашата заедничка љубов за литературата. И преку нашите истражувања, јас преку англиската литература, и формално и преку магистратурите и докторатите, а таа исто преку... Ние наоѓавме Македонија. Вие не знаете колку јас лично заедно со неја, јас лично научив за Македонија, колку многу повеќе. Во Америка, во Њујорк, преку англиската литература, бидејќи мораме да признаеме, за жал, дека постојат документи, постојат истории, постојат биографии, и за древна, за античка Македонија, и за Филип, и за Александар, и пред тогашната ера, а потоа и за христијанството. Меѓутоа едно нешто што нас исто така повеќе не врзуваше, беше нашата вера, нашата православна вероисповест. И ние и ден денес во нашата куќа имаме едно олтарче молеско, кое што е во нашата библиотека, на кое што катеден се молиме и палиме кандила. Нашите деца знаат македонски. И Филип, и Пена, и Роден. И ние, колку што можеме, бидејќи децата, внуците не живеат со нас, се трудиме на нашите деца преку јазикот да им ја представиме обината на Македонија и мислам дека успеваме. И она што треба да го прават сите македонци кои што не живеат тука, туку живеат во прогонот, во иселеништвото, е да не заборават да го негуваат јазикот македонски преку децата и преку идните генерации, а посебно преку верата. Јас не станав дел од тоа. Јас бев македонка. Пред да го сретнам, заради тоа што моите на 21 година така отидоа во Белград со едно девојче. Се роди таму уште едно. И тие сакаат да имаат Александар да им се роди. Ама се родив јас. И откако се родив и јас, тие купија пласт таму зашто им требаше, нели, сепак простор, и бевме во стан. И тамо си зборуваат двајцата дали ќе можеме, како ќе можеме, заради тоа што мајка ми секој лето не носеше најмалку по 2 недели во Вуковија, во Македонија, од каде што сме. И ние стегнавме таква љубов за земјата, за нашите луѓе, за баба ми, приказни за дедо ми, како од војна дошол таму, го прифатили и сето тоа, значи, и ни го кажа многу сликовито дека тие не можеа да останат таму. Мораа да се вратат во Македонија. И се вратија во Македонија. Татко ми почна да работи за TEDx. И имавме тамо стан
и после без пари ги исправаше клинците направи куќи. И таму останавме. И после сите наши летувања во селото ни покажаа колку нашите луѓе имаат страдано од џемо, кој во 41-та се спуштил со бандата и мајка ми и татко ми морале да ги стават во скривница. И тоа, кога дете го слуша, му се развива желбата да Македонија го измени ликот, да не мора да ја постојано да се плаши од најзди од други луѓе, од други нации, туку да биде Да го крие лицето. да не го крие лицето, туку да биде или да биде во скривница, туку да живее слободно. И после ни кажуваше, ние Србија која беше во школа требаше да учиме српски. Кога дојдоа италијанците, наполно не покорија. И сето тоа тоа прави од младо суштество да се исполни со таков набор, со таква потреба да помогне, да јас за цело време го носев тоа. Меѓутоа сега што ми е мене, што наоѓам позитивно во нашите деца, ние пред се децата од најмала возраст, секој лето ги носевме овде по месец или два, кога имаја распуст. И тие се учеа, со деца ќе ги видевме, се седнуваа со деца, се учеа азбука и се, и ја научија азбуката. Ама најубаво ми беше, сега кога дојдоа синот Филип со трите девојчиња и со сопругата Ева, како децата имаја потреба да зборуваат македонски и сами да си наречуваат. И кога бевме таму во Свети Пантелеймон, нели? Свети Наум. Во Свети Наум, Ана беше толку горда да му побаре на конобарот. Сакам вода. А инаку, еден друг пат, кој не можеше, таа почна да плаче и мораше да ја утешиме заради тоа што не можеш. Значи, имаат потреба да научат. И уште нешто, што нас не одржуваше и што ја воздигнуваше и возобновуваше и избогатуваше нашата врска, беше нашата љубов за музиката. Јас свирам гитара уште од 5 години. Не знам многу, не сум солоиста, меѓутоа знам ритм гитара. И уште од 5 години јас сум свирил и сум пеел. И секогаш кога ќе сакав да ја освојам, и додека студираме и претходно додека бевме во Македонија, ќе земев гитарата и ќе освирам некоја песна. Јас и ден денес тоа го правам, бидејќи знам колку таа емотивно реагира на тоа и преку тоа јас ја познавам и македонската жица во неја. Бидејќи јас лично ќе ви кажам дека не постои народ почувствителен, поемотивен од македонецот и дека ние тоа не смееме да го земаме како слабост, дека тоа треба да биде нашата сила. Бидејќи преку тие чувства ние се враќаме назад, во некои древни времења, во кои што се уште живеат духовите на нашите далечни предци. Место не ми пее само мене. Вие не знаете што прави со внуците. Тоа е, секогаш кај нас е, вулкан. И тие, значи, овде толку уживаа овие 12 дена што беа, толкова желба имаа да научат се, ама се. Немаше нигде кај што не ги однесовме по нашите патеки и тоа ми дава надеж дека следните генерации, нашите генерации, нели, помлади генерации, ако не се вратат овде, барем ќе доаѓаат постојано и нивните деца ќе ги учат исто да ја сакат Македонија онака како што дедо и баба.
Јас верувам во тоа дека Македонија ќе обстои. Каква ќе биде Македонија, тоа секој од нас ќе мора да го види во она што јас го реков, во темнината на тунелот во кој што ние се наоѓаме. Таа темнина содржи во себе светлина која што доаѓа од огинот на Прометеј. И јас мислам дека младите генерации мораат да бараат слобода тука, во Македонија, пред да се речат за замира, бидејќи оваа Македонија сега не е слободна. Немаме здравство, немаме образование, немаме правосудство, немаме никакви институции. Ние сме едноставно заробени, затворени. Меѓутоа ќе завршам со она со што почнав, со пораката од дедо ми Нестора. Петелот каде и да го фрлиш, и во најтемните зандави, тој ќе закукурика кога ќе изгрее сонцето, затоа што натре му е тоа дадено. И тоа сонце гори во нас, драги мои македонки и македонци, каде и да сте. Сонцето на Македон не грее и петелот веќе одамна е закукурикан на плотот. И на тој плот ние мораме да појдеме и тој плод ние треба да го трнеме настрана за да ни се отвори хоризонтот на Македонија. Јас сакам тоа да почне пред се во семејствата. Вие го знаете сите, можеби ако не сите, барем некој од вас, филозофот Конфуцие. Тој вели дека едно општество во кое што семејството умира, умира и самото општество. И ние мораме нашето македонско општество да го градиме во семејството, преку нашите семејни македонски, не европски вредности. Кога тоа ќе го направиме, идните генерации ќе морат тоа да го спроведуваат. А на младите ќе им порачам, и ако сакате да напуштите Македонија, немам морално право да ви велам останете, затоа што јас самиот ја напуштив кога беше многу поарно. Меѓутоа ќе ви речам едно нешто. Носете ја со вас. Носете го топлината на сонцето, светлината на звездите, убавината на небото, мирисот на пресната македонска земја, каде и да сте. Бидејќи еден ден ќе дојде денот кој ќе почувствувате дека треба да се враќате назад од таму каде што ви е коренот. А нашиот корен не е само во земјата. Нашиот корен е како дрвото по небото. Каде што лисјето не викаат, каде што топтаму во крошата, треба сите да се пронајдеме. И не заборавајте дека како млада генерација ви имате право да ги разбудите вашите родители кои што денес са жал спијат и се исплашени, а немаат пошто да се плашат. И вие треба да им речете: тато, мамо, од вас ние мораме да научиме љубов за Македонија. Бидејќи љубовта за Македонија пред се почнува во семејството, а исто така и во сите наши традиционални вредности што ги имаме. И во мелосот, и во црквата, а да не речем потоа институциите се последните, да речем извори преку кои што треба да ја учиме. Арно, ама ако го научиме детето да ја сака Македонија, тоа утре, кога еден учител или наставник или професор ќе му рече: не, ова е северна, тоа ќе го предизвика. И немојте да се плашите, не смеете да се плашите од ништо. Има една прекрасна мисла која што јас честопати ја цитирам. Мораме да се обидеме. Порано е да се обидеме и да не успееме, отколку никогаш да не се обидеме. Има еден митолошки филозоф, метафизичар, Джозеф Кембел, во англиската литература, кој што мене ми е на еден начин звезда водилка, бидејќи прекуно научи многу работи за македонската митологија. Тој вели вака: кога не знаеш што треба да правиш, follow your bliss. Што значи, кога не знаеш што да правиш, следи го својот благослов. А ти ако знаеш дека твојот благослов е богатството на Македонија во себе. Македонија која што, како и што ти рече, е пребогата и во древната Македонија, и во Библијата, и насекаде во светот. Ние мораме да го прифатиме тој предизвик. Бидејќи не смееме да му дозволиме на политички партии, на институции, па ако сакате дури и на црквата, онаква како што денеска ја имаме,
да не учат целка. Ние мораме самите да ја бараме нашата врска со Бога Господа, не смееме да дозволиме никому да ни ја прекине врска. Сакам да се надоврзам што забележав, зашто сепак сме овде повише од 2 месеца. И забележав во разговорите со родителите, а и со децата посебно, дека родителите како да се предадоа. По стари генерации како да се предадоа. И дури и слушам дека им велат ни велат нас сакам децата да ми одат некаде. Јас вака мислам дека и општеството е виновно за тоа. Треба општеството да им даде шанса на младите генерации кои што се раѓаат да го достигнат својот потенцијал, како што нам Франција или Америка мене ми дадоа шанса да го достигнам мојот ултимат потенцијал, нели? Врвен потенцијал со тоа што ме прегрна како нивна, најдоа дека моето размислување го обогатува нивното, дека сум за нив како нешто, некоја новина. Така и тие треба овде, овие деца сите имаат таква, мислам, и сме виделе деца многу, кои што се грижат веќе се, наоѓаат дека некој треба да ги даде. Општеството мора да им даде шанса да го достигнат својот потенцијал. Онаму каде што тие избираат, не да ги насочува во оној гранша каде што тие сакаат да се ангажираат. Така да мислам дека младава генерација ако престане да живее под влијанието на мислам на не само на виртуелниот свет, туку и под влијанието на сите овие држави во светот, земји кои што се чинат дека имаат нешто поинтересно за нив, сваќаш, ако сваќаат дека и тие можат да создадат нешто па да го привлечат светот вамо, па и што се случува? Ние никош не сме виделе олкави ходи на луѓе кои што доаѓаат во Македонија заради тоа што тие не доаѓаат за спомениците и тоа. Тие доаѓаат да видат кои се овие луѓе што наеднаш толку многу се ставаат на мапата на светот. А вистина е тоа. Се ставаат на мапата на светот. Ова што го рече Милица, дека како никогаш досега ова лето забележуваме прилив на туристи во Македонија, што значи дека нешто ги привлекува. Тоа не се спомениците изградени пред 10 на 15 или 20 години. Тоа е нешто многу подлабоко и тој свет нас ќе треба да ни помогне да размислуваме за тоа дека ако светот не знае, ќе мораме и ние самите да се разпознаеме, за да можеме да им кажеме на светот дека ние сме домаќини, дека ние сме благородниците на оваа почва и секој од нас мора да биде притока во таа древна, вечна река спомената уште од Хомера, Вардар, Аксиос, за да можеме заедно да течеме кон сливот на Белото море, кое што никогаш нема да се пресуши, се додека ние во нас го гајме македонството како неопходно битие од нас самите. Јас пак апелирам до младите да бараат од нивните родители, да бараат од нивните учители, да им дадат шанса да го постигнат нивниот потенцијал, зашто ако тие се мокни, и Македонија ќе биде мокна. И тоа мислам дека без тоа нема разрешување. Може и револуција да има, може некој друг да не победи, ама нашите млади генерации, ако тие знаат што сакаат, кај сакаат да бидат, тогаш мислам дека Македонија... Нашиот спас, нашата иднина лежи во силата, во енергијата на македонската жена. Не познавам
друга жена која што во себе ја носи она главочина. Па самото име наше Македонија е женска пород, нели? И мојот апел ќе биде до македонската жена, повеќе отколку до мажот. Вие сте таа која што со генерации и генерации сте обстојувале заедно со својот род и сте го преживеале и теророт и на Рим, и на Отоманот, и на сите, криејќи ги вашите деца, вашиот род, по планините оному каде што сте го нашле збегот. И уште нешто, не се воздржувајте да го предизвикате мажот во вашиот марш. Оној заспан марш, кој што се плаши да каже дека е македонец и дека е маж. Разбудете му ја малку таа негова суета, за да видите кој е и што е. И тогаш ќе биде благодарен бидејќи вие сакате да знаете кој е вашиот маж, а вашиот маж е македонец, а македонецот како маж не е по природа кукавен, не е исплашен, туку е горд и достоинствен и дека вие заедно со него морате да живеете во земја на која што сите заедно ќе го повратиме нашето достоинство. Бидејќи македонците генетски се многу бистер народ, многу информирани. Работата е во тоа што со генерации и генерации назад, да речам многу генерации, дури и пред поранешна Југославија, комунистичка, македонците биле намерно индоктринирани со антимакедонска историја, со антимакедонска политика, која што продолжува и ден денешен во оваа така наречена Македонија со менето име, менет јазик и менета историја. И што треба ние да направиме? Јас денес постирав една моја мисла, каде што велам, не ни е крива Македонија, не ни е криво општеството, бидејќи ние сме општеството. И јас секогаш сум застапувал, и денес ја застапувам и ќе застапувам таа идеја, дека Македонија можеме да ја спасиме, ако ја спасиме, неја ќе го спасиме и светот, меѓутоа, прво, секој од нас мора да се препознае како македонец, а патот на препознавањето не е преку Европа, не е преку Америка, не е преку НАТО, не е преку партии и ману, па ако сакате и црква денешна како што имаме во синодот. Туку патот е внатре, она длабоко патување, низ таа темнина во која што постои и гори огненот на Прометеј. Јас секогаш чувствувам дека длабоко во секој македонец е закопан еден бог или едно божество од Олимпот, да го наречеме Прометеј, кој што тлее во нас скриено и еднаш како ќе се сврти, бидејќи му е досадно во креветот, ние ја чувствуваме таа топлина. И што треба ние тогаш да направиме? Ние треба да направиме она што секоја генерација го правила. Тогаш треба да го прифатиме тој факелот, тој огинот што тој ни го донесе нам од македонската планина Олим, не од Грција, од македонската планина Олим, за да не описмени, за да не облагороди и за да ни покаже дека патот до Македонија води преку нас. Патот не е во прогонот, патот не е во НАТО, патот не е во Европа, бидејќи сите тие се само извадоци, да речем на еден начин, од она што ние сме. Не е во Грција, бидејќи Грција не е сопствена земја, ниту е во Бугарија, ниту е во Албанија, ниту е во Србија, бидејќи тие се произлезени од нас, од нашата македонска почва, и ние треба да знаеме дека не живееме на Балканот, туку живееме на македонското полуострво. И како што вели стариот мудрец во Библијата, no man is an island, an entity unto himself. Никој од нас не е целост, собственост сам по себе. Сите сме ние дел од едно копно. Ако ја нема Македонија, Европа не може да постои. И секој парче земја
што нам со генерации ни тоа и во Белото море, и во Црното море, и на Јадрено, и на север. Секоја генерација пополека и пополека го губи тоа. Меѓутоа, се уште тој огин постои, драги мои македонци. Јас не сакам да се земам како пример, бидејќи ќе ме речат немаш морално право, ти ја напушти Македонија. Јас никогаш не ја напуштив. Јас физички ја напуштив Македонија, меѓутоа духовно, душевно, умствено, во срцето и во умот, јас секогаш ја носив и ја носам Македонија. За жал, многу од македонците кои што не ја напуштија Македонија, а останаа да живеат тука физички, ја напуштија затоа што беа заведени од кирките и од калипсите, за да им се спречи патот на враќањето назад, со тоа што им ја ветува НАТО, им ја ветува Европа. Не постои Европа. Јас не можам никогаш да бидам прифатен од никого. Или ја прифатам некој кој што ми кажува дека сме изгубени, дека сега, меѓутоа се едно ќе речам. Мора секој од нас да рече јас сум Македонија. Не јас сум СДС, не јас сум ДПМН или ВМРО. Јас сум Македонија. И кога ќе го речеш тоа, ќе го останеш тој слој и тој страв што ти е наметнат со генерации, драги мои македонци. Кога ќе почнеш да се врачаш назад, длабоко во себе, кога ќе го препознаеш своето големо величие, кога ќе видиш дека ти си Александар, дека ти си Филип, дека ти си Самуил, дека ти си Кирил, Свети Кирил и Климент и Наум и Гораст, и дека ти си Гоце и Дане и Ченто, тогаш ќе знаеш што треба да правиш. А се што треба да правиш е да речеш, доставеше, јас сум спремен сега да ја поведам таа духовна револуција, па ако треба утре да го направам она што го направија нашите предци. Нема повеќе страв, нема повеќе двоумење, нема повеќе чекање. Македонија нас не чека да ја препознаеме и да ја помакедоничиме. Бидејќи без нас Македонија ќе не биде никој ништо, таа е туѓа. Пред се да излезат од виртуелниот свет, каде што се чини попримамливо и да се внесат во овој свет, нашиот, македонскиот, и да најдат начин, како што вие сите други луѓе се обидуваат да наметнат нивното величие, тие да си го наметнат своето. На било кој начин. Дали преку виртуелниот свет или пак од овде да излезат надвор и да кажат она што им лежи, зашто многу е тешко кога ние одиме на сите овие протести што ги организираат овде, а постојано сме кога нема млади. Тоа нас не загрижува. И мислам дека не зависи само од родителите, зашто родителите можат до едно известно време да имаат влијание врз децата, ама после треба да ги пуштат сами да размислуваат и сами да сватат, нели, како до национална независност, како. Дали има начин? Ние се трудиме и тоа и бараме постојано, и доаѓаме заради тоа овде, постојано. Меѓутоа, се уште не е националната свест на ниво, она кое што и вие сите знаете, вие го доживувате тоа секој ден, 12 месеци во годината. А ние оттаму исто сме активни заради тоа што ги слушаме луѓето кои што слично мислат, нели? Меѓутоа, со магичен стап оддалеку не се постигнува ништо.
во Франција, тоа бе првиот пат и кога им кажав дека сум Macedonian, нели, македонка. La Macedоine. La Macedоine и јас реков, вие знаат. Quel Macedоine? Macedоine de fruits et de légumes. Значи, нивната представа за Македонија е мултинационалност, што не е и далеко од тоа. Не е и далеко заради тоа што Македонија има толку многу различити етнички форми, да човек не може некако да ја постави како чиста на маса. И во тој контекст, Македонија, што треба македонската власт или оние кои што можат да направат се да тие излезат напред како водачи. Да не им дозволуваат на сите од страна да им да ги тераат да скренат од патот. Србите, бугарите, грците, албанците, Европа, па Америка со НАТО. Што е тоа? Сваќаш? Значи, тие се толку како понизни, дали тоа ни останува од турското робство, не знам, толку понизни да сечија друга идеја се чини поприфатлива отколку нивната собствена. И треба да излезат од тоа брзино коло. И јас лично, во моето долгогодишно патиштествување низ светот, и во Америка, и на секаде каде што одам, сум имал безброј анегдоти и епизоди каде што сме наидувале токму на она како одговор на прашањето како не гледа на светот. Ќе ви речам само конкретно, јас лично, како македонец и како професор, сега се радира во пензија, меѓутоа преку моите колеги од кои што многу беа и евреи, а евреите си ги знаат своите корени. Кога ќе ме прашале мене кој сум и што сум, и кога јас ќе сум им кажал, на еден начин па тие ќе се обиделе да ме негираат, и јас ќе сум одговорил. Ќе ме речеле, you have the arrogance of Alexander of Macedonia and the humility of Christ. Ја имаш, господине Логинар, гордоста на Александар Македонски и кроткоста на Исуса Христа. И тука е таа теза и антитеза, тука е таа двосмисленост каде нас. И ние само со тоа можеме да победиме. Кога јас им велам во Америка, I am a Macedonian, тие знаат кој сум и што сум. Само една кратка анекдота за на крајот. 95-та година кога доаѓаше Киро Григоров во Обединетите нации, а кога беше Фрчковски министер за надворешни работи во тоа време, јас со Милица и со децата организираме како и многу пати протести пред Обединетите нации и одејќи кон Обединетите нации поминаме пред црквата Свети Патрик, која што е на 5-та авенија, врвалиште од луѓе, нели? Јас забележав таму еден индијанец, стамен маж во досните години на животот, со перјаница, со една плаката, на која што пишуваше Please help me go back to my native Arizona. Човекот бил од Аризона. И јас застанав, се вратив назад. Го погледав човекот и му реков, Like you, my brother, I want to go back to my native Macedonia. И само што го реков тоа, човекот ме погледа и со прегрнати раце. Александар од Macedония? Yes, Александар од Macедония. И тука е одговорот, тука е клучот на она, тука е гордивиот јазал, кој што ние мораме да го пресечеме како што тоа го направи пред многу столетија нашиот цар Александар. Гордивиот јазал е во нас самите, неговиот меч е во нас самите. И не мора да биде меч во прав смисол на зборот, туку меч, како што реков јас, кој што е во нас, се кали во срцето, во умот
или духот. Песната наша македонска е патување кон Бога Господа и кон нашите корени. Болен ми лежи, миле попјо даром. Болен ми лежи, миле попјо даром. На глава му стои старата му мајка, жално го жали, милно го плаче. На глава му стои старата му мајка, жално го жали, милно му пее. Stani, stani, moje milo čedo. Stani, moje milo čedo. Tvoji te drugari osokaci oda, tažni pesmi pejat. Tvoji te drugari osokaci oda, tebe te